Комисија Урсула фон дер Лајен пред малку пристигна во владата на првата средба со премиерот Христијан Мицковски. Незината посета ја следи колешката Ивана Соколович-Најдова. Имаме во живо во овие вести. Ивана, каква е агендата на претседателката на Европската комисија во Скопје? Да, Иван, пред 10 минути шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигна во Скопје. Првата точка за разговори е овде во владата, каде што ја пречека премиерот Христијан Мицковски, иако детали првично не се откриваат што ќе биде дел од разговорите на заедничката маса. Јасно е дека ќе се разговара за инвестициите кои што самата фон дер Лајен ги најави во Македонија во однос на отварањето на фабрики за вештачка интелигенција. Не е исклучено на маса да бидат секако во фокусот и македонските евроинтеграции, но што конкретно ќе биде разговарано, какви заклучоци ќе има на овие разговори со Мицковски, ќе знаеме во соопштението кое што ќе го испрати владината прес-служба, со оглед на тоа дека најавено е на оваа посета на Урсула фон дер Лајен во Скопје да нема обраќање пред јавноста, ниту пак изјави за медиумите. Во пресрет на доаѓањето на фон дер Лајен во Скопје имавме можност да слушнеме и став на претседателката Гордана Следеновска-Давкова, какви се нејзините очекувања во однос на доаѓањето на фон дер Лајен во Македонија како дел од балканската рута која што е шефицата на Европската комисија имаше изминатите неколку дена. Гордана Следеновска-Давкова вели дека очекува конструктивни разговори со фон дер Лајен, очекува конкретни решенија како што вели околу самиот процес на проширување. Во текот на вчерашниот ден во изјави исто за медиумите претседателката кажа дека не е исклучено на маса да бидат ставени разговори околу односите со Бугарија, за кои што вели дека имаме цврсти аргументи. Да слушнам изјавата на претседателката. Верувам дека ќе зборуваме за реформската агенда и за планот за раст, иако веројатно тоа е повеќе во сферата на разговорот со владата. Се разбира, јас очекувам после нејзината храбра изјава дека треба да се предизвика или да се урне штитот на консензусот како нужен за исчекор или за евроинтеграција, да чујам креативни предлози и решенија. Ние сме спремни за диалог, впрочем и сме имале неформални диалози. Да, Ивана, посредбата со Мицковски фон дер Лајен оди во кабинетот на претседателката Силјановска. Ќе има ли воопшто средба со некој од представниците на опозицијата? Иван, за сега нема најави, тоа барем го потврди лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој што вели дека средба со фон дер Лајен не е планирана, но упати директно прашање до македонската влада, велики дека таа е онаа која што е сега на потек да даде одговор каков е планот и визијата на Македонија во однос на целиот интегративен процес, иако критикува дека година и пола нема никакви придвижувања на овој план, вели дека токму владата е таа која што треба да одговори кои се следните чекори на Македонија пресрет и на оваа посета на фон дер Лајен, но и очекувањата за самиот процес. Да слушнеме неговата изјава. Не, средба со фон дер Лајен не е најавена. Во тој контекст ние чекаме испорака од владата. Ние чекаме државата да тргне напред. Еве, немаме план, ниту визија, ниту на тоа поле. Ништо не се случи изминативе година и пол дена. Веќе се затвораат кластерите целосно во Црна Гора и во Албанија. Многу е веројатно дека до 29 година ќе станат земји членки на Европската унија. Владата треба да каже што ќе правиме ние. Да, ова беше ставот на Венко Филипче во однос на доаѓањето на фон дер Лајен, како што спомена в првата точка за разговори овде во владата со премиерот Мицковски, пошто следува средба и со претседателката Гордана Следеновска-Давкова, а посетата на Македонија фон дер Лајен ќе заврши со средба со првиот човек на македонскиот парламент Африм Гаши. Какви ќе бидат заклучоците, кои ќе бидат темите на кои што ќе се разговара на оваа посета на фон дер Лајен, кратка би рекла од неколку часовна на Скопје, ќе имаме во заедничкото соопштение кое што го најави владината прес-служба. Да, повеќе детали очекуваме во централниот дневник. Ивана Соколович-Најдова.